Добро вечер во последните вести денеска. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен следната недела ќе ги посети партнерите на Европската унија од регионот на Западен Балкан. Во чии рамки в среда попладне ќе престојува во Скопје, соопшти денеска главната портпаролка на Европската комисија Паула Пиньо. On Wednesday, the President will start her day in Serbia, where she will meet President Vučić and Prime Minister Magu. She will then travel to Pristina, Kosovo, where she will have bilateral meetings with President Vjosa Osmani and caretaker Prime Minister Kurti. Later on Wednesday afternoon, the President will be in Skopje, North Macedonia, where she will meet separately with President Siljanovska-Davkova, Prime Minister Mikoski and President of the Assembly, Gashi. Среде кампањата за локалните, повторно се актуализираше прашањето за предвремени парламентарни избори. Откако премиерот Мицкоски пред 2 дена од Бизнис форум во Струмица порача дека не ја исклучува можноста предвреме да се оди на избор на нов парламентарен состав, лидерот на СДСМ во гостувањето во само интервју порача дека партијата е подготвена за какви било избори во секое време, но сепак предупредува дека уште еден изборен циклус ке значи и уште една изгубена година за евроинтеграциите на земјава. А во најавите за евентуални предвремени избори препознава стратегија за политички спас на власта, која, како што тврди, имала се помала поддршка кај граѓаните. Евроинтеграциите се наврват на приоритетите на нашите граѓани. Вчера или завчера премиерот најави дека можно е да има и предвремени парламентарни избори. Тоа значи дека ние сме изгубили уште една година. Ако изгубиме оваа година, рокот за прием на нови земји членки во тој пакет што ќе следи, согласно сите изјави на европските челници, е 2029-30 година. И тоа значи дека ние тој воз нема да го фатиме. Понатаму, има работи кои што се побитни од било кој изборен циклус, а тоа е иднината на земјата. ВМРО ДПМН е фаворит и коалицијата нови избори ќе има силна победа, посилна од таа, барем така зборуваат анкетите, посилна од таа во 2021 година. Логично е да се, би рекол, предизвикаат предвремени парламентарни избори на пролет, да се обезбеди нов 4-годишен мандат. И ако го гледаме тоа, некоја политичка логика би се сложил, но ако го гледаме од државна логика, тогаш поинако размислуваме. Ние сакаме да ставиме државата пред се, но ќе видиме. Како викаат, first thing first, прво да се случат работите, па потоа ќе носиме одлуки. А додека има најави за предвремени парламентарни, партиите продолжуваат со кампањата за локалните избори. Еве ги пораките испратени вечерва. Ова се избори во кои што имаме две опции. Ако некој мисли дека има трета или четврта опција, се лаже. Новија избори, едната опција ја сочинува една, би рекол, формална, полуформална на моменти, а некогаш и неформална, но важна коалиција, која што обединува 3 политички субјекти, собрани на едно место и водени од 2 клучни цели. Првата цел е жетта за власт по било која цена, и втората е патолошката омраза која што имаат кон ВМРО ДПМН. И ова мора да се знае. Тоа е коалицијата помеѓу СДСМ, Демократската унија за интеграција и политичката партија Левица. Многу ме радува тоа што вечерва се собрани тука многу луѓе. Тоа јасно покажува дека ситуацијата се менува, дека опозицијското расположение расте и дека во Ѓорче Петров победуваме. Затоа што тука живеат луѓе кои почитуваат труд, работа и искрена грижа за општината. Луѓе кои знаат да препознаат кои се работници, а кои манипулатори, да ги препознаат оние кои вистински ја сакат општината и оние кои дошле само за функција. Токму затоа верувам дека Ѓорче Петров на 19 октомври ќе даде масовна поддршка за СДСМ.
Возачот на мотор кој на кеот на Вардар во Скопје го прегази и усмрти 68-годишниот Југослав Николовски, призна вина само за делото тешки дела против безбедноста во сообраќајот, но не и за неукажување помош. Сања Трајковска Ставров. Фатон Јури, кој пред 3 месеци на пишачка патека на кеот на Вардар во близина на паркот на Франкофонијата со мотор го прегази скопјанецот Југослав Николовски, пред судот призна вина за сторено тешко дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Сепак тврди дека е невин за второто дело кое му се става на товар, дека не укажал помош. Се чувствувам виновен за сообраќајката, што не би сакал на никој да се случи тоа. Големо сочувство за фамилијата. Да можам да сменам нешто би направил. За давање помош сум давал помош. Има камери. Кажувам дека сум давал помош на покојникот и не се чувствувам виновен за тоа, рече обвинетиот пред судот. Обвинителката во ововедните зборови кажа дека ќе докажат и освен тоа што управувајќи мотор без возачка дозвола на пешачка патека предизвикал сообраќај на незгода во која Југослав Николовски се стекнал со тешки повреди на кои подоцна им подлегнал. Обвинетиот, иако дедо Југо лежал облеан со крв, го оставил моторот и го напуштил местото на несреќата. Сопатникот на мотоциклот, иако повреден, покажал доблест и останал додека да дојде увид на екипа, кажа обвинителката во судницата. Семејството на Југослав Николовски, кој пред судот побара одштета, очекува правда, бидејќи иако обвинетиот признал вина, сметаат дека делата му се непростливи. Се надеваме дека правдата во Македонија ќе функционира и дека некој што направил вакво дело, едно дело кое што не може да се прости едноставно, да човек да оди да фрли ѓубре и на пешачка патека на кеј го прегази мотор и избега. Неаме едноставно коментар, се надеваме дека правда ќе има. Судот одлучи да има посебни постапки за двете дела кои му се ставаат на товар на 25-годишниот Љури. Постапката за првото дело за кое обвинетиот призна вина е закажано за 24 октомври, додека судењето за второто дело за непружање помош на повредено лице по сообраќај на несреќа ќе продолжи на 11 ноември. За сличната трагедија која се случи пред 10 месеци кога младата Фросина Кулакова смртно беше прегазена на пишачки премин на Партизанска, судот одлучи Васил Јованов, кој управувал без возачка и во алкохолизирана состојба, да добие 12 годишна затворска казна, која одбраната на обвинетиот сега ја спори пред апелација. А во Куманово се заплеткува случајот со пукањето врз доктор Шаини, кој доби 4 куршуми. Иако МВР ја осомничи неговата сопруга, тој денеска целосно ги отфрли ваквите тврдења, барајќи од органите да го најделе вистинскиот напаѓач. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Нов заплет околу вооружениот напад кон носителот на советничката листа на ДУИ за локалните избори во општина Липково, доктор Зекирија Шаини. Додека обвинителството поднесува кривична пријава против неговата поранешна сопруга, тој денеска на пресконференција по излегувањето од болница тврдеше дека сопругата не е вмешана во инцидентот, а незиното инволвирање во пукањето рече дека е само обид да се дискредитира неговото семејство. Целосно го отфрлувам како неоснована и невистина тврдењето дека за овој сак стои господјата Ариета Дили. Затоа барам од истражните органи поткитно да ја објаснат ситуацијата со мојата сопруга, која е вмешана на овој случај од нивна страна, почитувајќи ја нашата семејна приватност, а посебно имиџот на господјата Ариета Дили. Овој случај, за жал, се представува со јасна намера за дискредитација на мене и моето семејство, како и за создавање збунетост и заблуда во јавноста. Доколку навистина ќе беше така како што се представува во јавноста, јас никога не би продолжил да живеам заедно со мојата господја. Од основното јавно обвинителство Куманово пак потврдуваат дека денеска е доставена кривична пријава против едно лице за загрозување на сигурноста на доктор Шаини, како и за поттикнување при извршување на тоа дело против неговата поранешна сопруга, но се уште нема докази дека тие стојат зад нападот. Пријавата се однесува на претходно испратени заканувачки пораки и закани, додека индициите за евентуална инволвираност на овие сомничени, но и на други лица во инцидентот со пукањето се уште се проверуваат.
Вооружениот инцидент во кој беше ранет лекарот вработен на клиниката за пулмологија се случи во вторникот попладне во центарот на Куманово. Во него било пукано додека со возило се движел по улицата 11 октомври во градот. Доктор Шејни со 4 прострелни рани во пределот на левата подлактица и десното колено. Првично беше принесен во Кумановската болница, а потоа и во клиничкиот центар Мајка Тереза, од каде беше пуштен вчера. Полицијата се уште трага по напаѓачот, но според првичните информации и од таму и од обвинителството, инцидентот нема политички мотиви, туку станува збор за семејни недоразбирања. Тоа беше се во Вестиве. Пријатна вечер.